Почитувани граѓани, Ковачевски сака да остане ден повеќе на власт, за да може да ги трошат парите од буџетот на милионски тендери. Не постои институција преку која не се испомпуваат милиони евра, а добитници на тендерите се фирми кои претходно се јавувале како добитници на тендери или грантисти на власта. Денеска и во текот на следните денови пред вас ќе презентираме докази како приватна компанија која добила грант за изградба на фабрика од владата на Социјалдемократскиот сојуз, сега руши рекорди во добивање на тендери во вредност од неколку милиони евра од истата таа влада. Имено, за прв пат во историјата, полициските службеници кои се лоцирани во објектот во Ѓорче Петров и Центарот за обука во Идризово ќе консумираат храна која ќе биде набавена од страна на приватна компанија, основана токму со финансиска поддршка од владата на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани, ова е договорот за вршење на угостителски услуги, односно набавка на храна за потребите на полициските службеници и лицата кои се наоѓаат на обука во Центарот за обука во Идризово. Договорот е склучен помеѓу Министерството за внатрешни работи на Оливер Спасовски и фирмата Индустри Сервис, а со кој му се дава право на МВР да потроши до 440 милиони денари, односно 7 милиони и 150 илјади евра за исхрана. Се работи за бомбона бизнис, со оглед дека само во Центарот за обука на дневна основа ќе се дистрибуираат нешто помалку од 1000 оброци. Дали може би ваков договор е склучен со компанијата Индустри Сервис, затоа што истата и претходно имала бизнес релации со власта. Имено, истата добила грант од 10 милиони денари од владата на Социјалдемократскиот сојуз за изградба на својата фабрика. А сега токму таа иста фабрика, односно фирма, добива договор од МВР за носење на храна во само еден објект во Идризово од над 7 милиони евра, што е повеќе од првичната инвестиција. Додека во објектите на МВР има кујни со ново набавена најсовремена опрема за приготвување и складирање на храна, токму во периодот кога Оливер Спасовски бил министер, а која ги исполнува сите ХАСАП стандарди, сега истиот тој Спасовски фрла милиони евра на тендери за исхрана. Се поставува прашањето, зошто Министерството за внатрешни работи набавило скапа нова опрема за приготвување на храна во износ од неколку стотици илјади евра, ако планирало услугите за дистрибуција на храна да ги даде на приватна фирма. Дополнително, се отвора и дилемата, што ќе се случи со кадрот вработен во Министерството за внатрешни работи, десетици кувари, готвачи и келнери, кои до сега беа ангажирани да приготвуваат храна за полициските припадници. Проценките и анализите на лица со долгогодишно искуство во делот на јавни набавки е дека на овој начин цената по оброк за Министерството за внатрешни работи ќе биде многу повисоко од актуелната, што е уште еден доказ за недомачинското работење и несоодветно трошење на средствата на полицијата, која истовремено кубури со неопходна основна опрема за соодветно извршување на тековните работни задачи и обврски. Ви благодарам. Има некое прашање? Да, надборот темата апропо формирањето на ново парламентарно мнозинство кое се најавува со без износ на одредени пратеници. Од вашата партија имаше информации дека одредени пратеници од власта, од ДУИ, од СДСМ, притисоци. Може ли малце по-конкретно да за колку број пратеници се работи, доколку може да се знае кои се тие пратеници, дали се помните од СДСМ, помоци од ДУИ, и што го дека? Да. Се работи за непринципиелни притисоци, односно уцени закани, па и физички закани од страна на криминални структури врз пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, кои што се во тек во изминатите неколку недели, и тие се во насока на превенирање на евентуално идно нивно гласање за пад на владата, на актуелната влада. Именно се работи за пратеници кои се прилично свесни дека актуелната економска,
па и безбедностна состојба со оглед на високиот степен на организиран криминал и корупција и политичка состојба во Македонија е неодржлива и дека единствен излез кој што ќе даде нов политички и економски импулс на државата се нови парламентарни избори. Токму врз тие пратеници кои што се свесни за оваквата ситуација во која се наоѓа државата, врз нив се врши притисок од страна на криминални структури кои што се диригирани од врвот на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам.